Почитувани граѓани, денеска ја прекинав седмицата на анкетната комисија затоа што ВМРО-ДПМН анкетната комисија претвори во фарса. Анкетната комисија постои за граѓаните да видат и чујат кој и зашто треба да сноси политичка одговорност, да ги чујат аргументите, прашањата и одговорите. Анкетната комисија не постои за да власта се крие за затворени врати и да се крие од граѓаните, новинарите и јавноста. Втор пат во ова собрание новинарите беа избркани од страна на премиерот Никола Груевски на минатата седмица. Јас тоа нема да го дозволам. ВМРО-ДПМН одлучи да бега и ќе продолжи да бега и да се крие. Ние од опозицијата одлучивме дека тоа нема да го дозволиме. Да подсетам, ниту еден од четворицата досега повикани сведоци од страна на ВМРО-ДПМН не се појави и денеска констатиравме дека не се појави пред анкетната комисија да даде исказ. И тоа е едни од главните актери на аферата за прислушкување. Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски и Мартин Против. Од друга страна па 20-та кои што дојдоа или се обидува или направи обид да дојдат да сведочат, тоа се Груевски и Ставерски, побараа тоа да се направи на затворена седница. Само криминални политичари можат да се кријат на затворени седници за да ги сокријат своите криминали. И исто така, заради тоа бегаат од јавноста. Благодарам. А која беше причината за денеска да не го прислушувате Ставерски, кога веќе е тука, да го слушувате? Ние јавно ги поставивме прашањата до господин Ставерски, во тие прашања нема ништо тајно. Тоа се прашањата кои што ги заслужува како одговор македонската јавност и ние од опозицијата. Не побаравме никакви тајни податоци, меѓутоа јавноста мора да знае за криминалите и корупцијата на оваа власт во изминатите 10 години. Дали имате право да го прекинете седмицата, ако се догаде тука? Имам право да го председател. Што беше било дадене комисията дека на овој начин има да бидат обвинети од страна на ВМРО-ДПМН дека намерно не сакате да ги слушате одговорите на Ставерски или дека сакате да го одложуваат и понатаму сведочењето на вашиот Зоран Заев? Ние јавно кажавме дека господинот Заев ќе се појави и јавно ќе посведочи пред оваа анкетна комисија. Истовремено ги повикуваме Никола Груевски, Зоран Ставерски, хајфата нивна да дојдат и јавно исто како што ние ќе го направиме тоа и го правиме да се појават пред јавноста. Криминалците имаат една узречица и викаат држте го крадецот. Така што ако некој мене ме обвини дека ние бегаме од јавноста, тоа ви е исто како што криминалец вика држте го крадецот. Најголемите криминалци што ги познава историјата на македонската држава одбиваат да се појават и да сведочат пред јавноста. Дали мислите дека немаше да биде вредно сведочењето на господинот Ставерски за крајниот извештај, барем заради тоа да го искористите? Имајќи го во предвид искуството со сведочењето на Никола Груевски кој што одби да одговори пред прашањата кои што беа поврзани за содржината на бомбите, криејќи се зад правна процедура, сметам и знам дека и Зоран Ставерски ќе го направи истото. Да слушам јас составено писмо кое што Никола Груевски го читаше да ни образлози зошто нема да одговори на прашање од бомбите, немам намера да губам време со вакви бандити. Господин Шелегов, кога ја донесовте одлуката за прекин на седницата? Сега или веќе претходно знаете? Претходно ја донесов одлуката, само чекам да видам дали господинот Зоран Ставерски ќе се пишмани, бидејќи откако го добивме неговото писмо, одлучивме да одржиме пресконференција на која што јавно ги соопштивме нашите прашања. Тоа не се прашања за кои што јавноста не треба да доби одговор, напротив, тоа се прашања кои што јавноста треба да ги знае кој, што и како. Таму имате прашања до господинот Зоран Ставерски дека ќе му удрам на некого, чекам во глава. Тој човек на кој што господинот Зоран Ставерски зборува дека ќе му удри чекам во глава, повеќе не работи во Министерството за финансии. Е во Белес и работи како адвокат. Конкурирал за судија без да праша и не го избрали ниту за судија, ниту работи во Министерството за финансии. Тој тип на прашања, да речам, требаше да ги знае. Откако ја одржавме јавно пресконференцијата и ги соопштивме прашањата и немаше никакво ретерирање, туку имаше само едно цинично смеење од членовите на ВМРО-ДПМН во комисијата за затварање на седмицата. Нема потреба да ги држиме седмиците за да кажеме дека сме држали седмици. Јавноста во Македонија заслужува одговор. Што ќе се случи ако следниот сведок на ВМРО-ДПМН сака да збори на затворена седница? Оваа седница ќе биде продолжена во овој момент кога Зоран Ставерски, меѓутоа и Никола Груевски, бидејќи е ставен на нашиот список. Ние поднесовме денеска список што ги предложивме Зоран Заев како председател,
на СДСМ, Никола Груевски повторно и Кирил Божиновски да бидат сведоци во вториот циклус. И во оној момент кога Зоран Ставревски и Никола Груевски ќе излезат пред македонската јавност и онака фајтерски, боксерски, како што сака да се пали Груевски, каже да, јас сум чесен, немам ништо да сокријам од вас граѓани на Македонија, излезете, влезете вие новинарите и ќе ја давам својата изјава јавно. Во тој момент ќе го продолжиме и сослушувањето јавно на Зоран Ставревски. Тајни сослушувања, скриени од очите на јавноста за криминалот и корупцијата на владачкава структура где се потребни на Република Македонија. Тоа е зашто сте прифатиле Како опција да постои затворање на деловникот тоа да постои. Затоа што духот на деловникот и на носењето на одлуката и во фазата на преговорите беше дека можно е да се појават некои сведоци или експерти кои што може да изнесат тајни податоци. Никогаш не се зборуваше дека тоа треба или би можело на крајот на паметот не било, барем на нас што сме нормални во своите политички размислувања, дека тоа треба да го направат јавните личности, особено премиер и вице-премиер. Премиер и вице-премиер да одбива да даваат изјава пред јавност без притоа да изнесуваат било какви квалификувани податоци, во најмала рака е срамно. Да кога продолжуваат или со ваквите кавги меѓу власта и опозицијата, дали ќе пробане работата во целост на анкетната комисија и дали воопшто ќе има извештај за работа на ова? Дали доколку не е според ваши услови нема да функционира, нема да работи палата, нема да се одржуваат седници? Не се тоа нашите услови, вие знаете дека има активности анкетната комисија, предвидени за наредната недела, донесени се пратени се писмата. Ние не ја бойкотираме и не сакаме да ја бойкотираме работата на анкетната комисија, бидејќи скандалот за корупцијата и криминалите на актуелната власт, јавноста треба да го види. Дел од гледањето на скандалите на корупцијата и криминалот на актуелната власт, вклучително и на Никола Груевски како премиер и Зоран Ставревски како заменик премиер, сакаат да ги сокријат. Нема да дозволиме криење од јавноста на вистината. Меѓутоа, се извинувам, господин Шириков, меѓутоа во деловникот или на анкетната комисија стои дека имаат право сведоците да Токму затоа и реков дека стана фарса анкетната комисија. Јавните личности, јавните, да ви кажам, зошто никој не го обвини Никола Груевски дека бега од вистината, дека сака да го сокрие сопствениот криминал и корупција. Деловникот го крши ВМРО ДПМН по собствена потреба. Видовте дека денеска спротивно на деловникот ставивме точка на дневен ред за гласање. Надвор од деловникот. Така што ВМРО ДПМН да ве обвини, да ве стават на некаква листа, тоа е комплимент.